Обичниот граѓанин секојдневно се среќава со голем број информации. Напливот на медиуми, особено напливот на различните видови медиуми, од традиционалните до социјалните, води до една убава можност за брзо пласирање на информацијата, остварување двонасочна комуникација, но води и во хаос од лажни вести, манипулации, дезинформации, пристрасно информирање, спинување и многу други нешта кои што не се во полза на јавноста, општото добро и на демократијата. Токму затоа за граѓанинот е исклучително важно да биде запознаен со значењето, улогата и важноста на медиумската писменост, а исто така многу е важно да уме и да ги препознае видовите лажни информации со кои што почесто се среќава. Во текот на ова и наредните емисии ќе зборуваме за лажна вест, дезинформација, манипулација, спин, пристрасно информирање, кликбейт, цензура, сатира, теорија на заговор, псевдонаука. Целта е да се запознаете и да можете да ги препознаете различните видови на манипулацијата, сличностите и различностите во начините на презентирање на извртените вести и информации во јавноста, начините како да се прикажат информациите од еден одреден агол за да фаворизираат еден одреден став или приказна, како помагаат или одмагаат во презентирањето на една одредена појава, настан или личност. Лажната вест е медиумски производ вест, извештај, коментар, која што во себе содржи недвосмислено погрешни тврдења, односно информации кои што не одговараат на фактите и со кои што свесно се дезинформира јавноста. Лажната вест често е поврзана со важни појави, настани, проблеми и главно има цел да предизвика реакции, да привлече емоции и евентуално да предизвика јавна дебата. Ова особено се однесува на теми за кои што луѓето имаат цврсти ставови и неретко целосно поделени мислења. Интересно е тоа што лажната вест често содржи само еден измислен сегмент. Таа не е нужно базирана на исклучиво лажни информации и најчесто преостанатата незина содржина е точна, се базира на вистините и факти или на неутрални ставови. На овој начин публиката, читателите, гледачите, слушателите, уште повеќе верува во веста, извештајот, коментарот и безрезервно ги прифаќа. Пример. Под насловот "Мигрантите убиле, испекле и изеле 4 кучиња", италијанскиот дневен весник Либеро објавил вест од известната господја Рози од Лампедуза, која тврди дека мигранти муслимани украле и испекле на скара 4 кучиња, но и кози, кокошки и други домашни животни, а ги оставиле само свињите. Веста ја пренеле и други медиуми, а видеозаписот станал вирален на социјалните мрежи. Меѓутоа, дека сето тоа е лага, утврдиле експертите од порталот Open, кои што се занимава токму со откривање на лажни вести. Со истражувањето било утврдено дека господјата Рози уште во 2018 година објавила вест која што исто така била лажна. Таа во меѓувреме станала блогерка, редовно објавува слични содржини на неофашистички сајтови, а нејзиниот профил на Твитер повеќе пати бил блокиран токму поради лажните и непотврдени вести. Дезинформацијата е вид медиумска манипулација која што се базира на факти, но погрешно ги представува. Основа на дезинформацијата е тоа што содржи мешавина од податоци, полувистини и неточни информации. Често е резултати на непроверени информации, манипулации со фактите, искривување, односно спинување на податоците, што е одраз на пристрасно известување и тенденциозни извртувања во полза на одредени интереси. Дезинформацијата е блиска со лажните вести. Таа се прави со намера да се дефокусира јавноста од некое важно и горливо прашање и да се пренасочи кон нешто беззначајно, што ќе стане тема на денот во интерес на одредени политики или бизнис елити. Во изминатиот период дезинформациите најчесто беа користени во врска со состојбата со COVID-19 и вакцинирањето. Во најновиот извештај на Европската Унија во врска со дезинформациите за COVID-19 се посочуваат Русија и Кина како поттикнувачи на конспиративните наративи и дезинформации. Двете земји исто така шират страв за западните вакцини, а ги промовираат своите. The vaccine-related disinformation increased and contributed to spreading
fear or mistrust among the population, basically discrediting the efforts undertaken in the Western countries, in the EU, both when it comes to vaccination, trying to show what kind of chaos, what kind of problems the EU member states have with the vaccination campaigns, also trying to undermine the vaccines like Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, but mostly Pfizer, BioNTech and AstraZeneca. These are really popular targets. And also magnifying and disproportionately reporting about any possible either side effects or cases when people died after the vaccination, but ignoring the context or not using the information that was later on public, clarifying that the cause of the death was actually not the vaccination itself. Стано додава дека Русија таргетира милиони луѓе преку државни, локални и социјални медиуми. And they are using all the possible means and instruments of the propaganda, of the disinformation machinery they've been using also in the past. So basically, they are using the state-controlled media, of course, they are using the alternative media, they are using social platforms, they are using also local proxies in individual member states, because the hallmark of the disinformation is that it is really tailor-made for the domestic, for the local market. Например, се поттикнува мислењето дека вакцинацијата се користи за да се чипираат луѓето, или пак дека телекомуникацијските компании го шират COVID-19. Претходно, вели Стано, се ширеат дезинформации дека не треба да се мијат рацете, дека тоа не помага, дека пиење белило помага како превенција од коронавирус. Дезинформации кои беа опасни по живот. Во меѓувреме, разузнавачките служби во Германија ги следат анти-ковид демонстрантите поради загриженоста дека тие представуваат закана за демократијата и имаат врски со десничарскиот екстремизам. Фокусот е врз членовите на движењето Querdenker, кое е најгласно против мерките за спречување на ширењето на COVID-19, но и активен промотор на теориите на заговор. Нивните нелегални собири привлекоа десетици илјади приврзаници и антиваксери, кои демонстрираа заедно со припадници на неонацистите и на крајнодесничарите. Германскиот министер за внатрешни работи оцени дека ситуацијата сега е уште почувствителна и поради федералните избори на есен. Gerade jetzt in aufgeheizten Monaten, die werden ja noch ein bisschen, sagen wir mal, emotionaler werden im Wahlkampf, ist es eine Selbstverständlichkeit, einen Rechtsstaat und seine Bevölkerung zu schützen. Und zwar nicht gegenüber den friedfertigen Menschen, die ihre Meinung kundtun, auch wenn sie diametral zu unserer Politik steht. Das ist ihr Recht und das sollen sie auch tun. Das würde ich nie kritisieren. Aber immer dann, wenn die Extremisten die Bühne betreten und versuchen, sich solcher Bewegungen zu bemächtigen oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann gilt unser Grundsatz Null Toleranz. И досега во неколку наврати полицијата интервенираше откако демонстрантите ги прекршуваа мерките за дистанца и за носење маски. Манипулација со фактите подразбира медиумски извештај кој што фактите ги толкува на еден невистинит начин. Овие извештаи главно користат точни информации, но целта им е да насочат кон неточни заклучоци. Публиката добива убедлив печаток дека информацијата е вистинита, а всушност се работи за целосно превртени, односно изманипулирани податоци, и тоа најчесто е резултат на свесната намера на авторот со познати факти да се искреира непроверена или невистинита приказна. На оваа фотографија, која што е снимена во Данска, се гледа дека луѓето се збиени еден до друг и не ги почитуваат безбедносните мерки, поради што се обвинуваат институциите дека не се почитуваат протоколите за држење растојание при COVID-19. Ваквата фотографија, објавена со порака дека не се почитуваат правилата, всушност е манипулација со цел да наштети некому, а всушност не ја представува вистинската слика на настанот. Оваа иста состојба, фотографирана во исто време, но од друг ангул и со друг објектив, дава една сосема друга слика. Забележуваме дека луѓето кои чекаат во ред целосно внимаваат на правилата за држење растојание при COVID-19, што значи дека првата фотографија е свесна манипулација.
Имајќи го сето ова предвид, како и другите видови манипулации за кои што ќе говориме во следната емисија, подсетуваме на важноста за познавањето на медиумската писменост. Медиумска писменост не значи описменување на оние што ја консумираат информацијата или ја пренесуваат истата, туку таа представува умешност за критичка анализа на медиумските содржини, препознавање и вреднување на пораките.